Добро вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш. Вечер по изборите во Соединетите Американски држави, избори од кои што многумина велат со право, мислам, дека зависи судбината на светот по многу нешта. Доналд Трамп е победник на овие избори, успеа да обезбеди над 270 електорски гласови, победи во некои од клучните свинг држави, така наречени, и дефинитивно оди на втор мандат како председател на САД. Морам да признам, вчера вечер ние имавме една долга емисија, отворено студио, кој што траеше неколку часа, во кој што и јас бев дел заедно со емисијата Заспи ако можеш, анализиравме многу. Навистина беше тешко да се предвиди резултатот со оглед на фактот колку изедначени беа двајцата кандидати, и Камала Харис и Доналд Трамп, во сите анкети. Меѓутоа, на крајот на денот се покажа дека поранешниот председател сепак ќе биде и нов. Што ќе значи тоа за светот, допрва ќе видиме. Неговата политичка доктрина, би рекол, е прилично специфична, се разликува од онаа стандардната на која што сме навикнати генерално од американските председатели и нивниот естаблишмент. Меѓутоа, да се надеваме дека сепак ќе оди на добро. Вечера малку ќе разговараме и на таа тема, се разбира, со оглед на важноста нејзина, но ќе разговараме и за проблемите на македонскиот правосуден систем, кој што е исклучително важен со оглед на кревкоста, со оглед на еден куп небулози кои што се врткаат околу него. И за таа цел мој гостин вечерва е порнешниот министер за правда и долгогодишен обвинител господинот Михајло Маневски. Добра вечер. Благодарам, добро вечер. Господине Маневски, ајде околу Трамп, вака, ви изненадили победата негова? Предпоставам дека и вие гледавте до доцна во ноќта. Еве, јас не спиев цела вечер. Да, јас повремено го следев изборната ноќ, како они ја нарекува, изборниот ден. И секако дека емисијата да почнуваме со една, би рекол, убава вест за повторниот избор на господинот Доналд Трамп за председател на Соединетите Американски држави. Тоа се случува, значи, последно 130 години еден председател кој што бил председател повторно да биде избран за председател. Јас се надевам дека изборот на господинот Трамп за председател на Соединетите Американски држави ќе значи придонес кон тоа да се воспостават поефикасни и подобри односи и на економски и на политички план со нашиот стратешки партнер како што се Соединетите Американски држави, а секако дека и со судските институции кои што и во минатото има исклучително добра соработка. И јас како министер за правда и со правната канцеларија во американската амбасада и со USAID и со Bearing Point и уредувањето на прашањата за финансиската полиција и едукацијата на финансиската полиција. Значи, добрата е вест е тоа што се надевам дека таа соработка ќе продолжи во наредниот период со уште поефикасни резултати. Ова е многу важно затоа што, ајде да не речам не скриено, меѓутоа актуелната политичка гарнитура во Македонија, како да го имаше како фаворит Доналд Трамп во приказната, неформално се разбира, никој не се меша или не знам, меѓутоа од проста причина што уште во времето кога беше во опозиција, ВМРО ДПМН изгради прилично солидни односи со тимот околу Доналд Трамп, особено со господинот Ричард Гренел, кој што се спомнува и како државен секретар. Мислам дека граѓаните на Соединетите Американски држави препозна на напредок во составувањето на односите, особено на она што значи економско-социјалната сфера во Соединетите Американски држави, демократијата и човековите права, и секако дека она што е за нас значајно да Република Македонија и Соединетите Американски држави понатаму да градат едни добри пријателски односи во духот на она што се случуваше во минатиот период, некогаш повеќе, некогаш помалку, меѓутоа секогаш во еден континуитет на развој на американско-македонските односи во интерес на она што треба да значи функционирање на системот на слободите и човековите права и на економската соработка и демократските процеси кои што треба да се унапредуваат. Да. Генерално, ако можеме да направиме една условно кажана слика, работите за Македонија сметам дека немаше додат лошо ниту со
Камала Харис, ниту со Доналд Трамп, но фактот дека актуелната влада во Македонија има добри односи со некои од навистина клучните играчи кај во администрацијата на Трамп дава надеж дека би можеле овие односи кои што инаку се добра ќе добијат уште една дополнителна компонента. Дали така ќе биде, ќе видиме. Почитувани гледачи се разбира, оставаме на времето, на крајот на криштата Трамп ќе стане претседател официјално на 25 јануари и тоа е релативно кратко време и ќе видиме во кој правец ќе оди, но позитивната слика се разбира постои. Сега за нешто што не е баш позитивно, господин Манески, вие сте човек кој што и по хоризонтала, и по вертикала ги имате предено сите инстанции во правосудството. Нема практично на која позиција не сте биле, ако е реално во текот на повеќе децении, навистите го знаете правосудниот систем однатре, како функционира, како дише. Генерално, тоа не е некоја тајна, не само ваша, туку општа. Впечаток е дека ситуацијата е катастрофа. Вие тоа јавно го изразувате, мора да се признае, без многу скрупули, без многу криење, кажувате дека ситуацијата е катастрофа. Се наоѓаме на една пресвртница во кога е во прашање правосудниот систем, дури е дојде на ситуацијата да се биде или не. Да ви кажам право со оглед на моето животно и работно искуство, јас ги препознавав состојбите во правосудната сфера, она како што се развива во еден подолг временски период, меѓутоа за жал сега не можам да ги препознавам. Не можам да ги препознавам заради тоа што кај мене владе едно чувство на недоверба изразена низ една нефункционален судско-обвинителски систем кој што на кој што се укажува постојано во овие неколку години, особено овие неколку години, 6-7 години наназад, каде што се постојано укажува на реформи, на судски реформи, на подобрување на состојбата во рамките на одлучувањето во судовите и јавните обвинителства, меѓутоа состојбите за жал не се подобруваат. Сакате да кажете, ако сега ве разбирав добро, вие видите со вашето искуство дека не успевате да пронајдете што точно се случува во тој хаос, во правните лавиринти, вие. Што да очекува просечен човек кој што не би ни требало да ги знае овие работи? Да ви кажам, каква правда да очекува? Да ви кажам право, некаде во 2008-2009 година, значи се врша мерење на довербата на граѓаните во судството. Значи тоа го правеше УСАИД заедно со судскиот буџетски совет. И знаете колку изнесуваше довербата на граѓаните во судовите, а се испитува граѓани кои што излегуваа во судовите, врше одредени работи и така натаму. Довербата на граѓаните во 2008 и 2009 година се движи прво 76,50, а во 2009 година е достигнато до 82,23%. А сега е 2. Сега 2. Кај отидоа овие 80? И зошто? Мачи тоа мислам дека треба да го... Па сигурно не е од партиски причини, како што некој сака да каже, некој така му текне од партиски причини или одсто му е досадно да изгуби доверба. Затоа што од 82 на 2 е катастрофа. Затоа што ние се сите сведоци на таа катастрофа. И таа катастрофа предизвикува штета на државата во целина, ама предизвикува штета пред се на граѓаните. Затоа што нефункционирањето или несоодветното функционирање, нерационалното функционирање во примената на мерките што треба да значат заштита на политичкиот систем, заштита на економскиот систем, заштита на правата и слободите на граѓаните, спречувањето на криминалот и корупцијата, со тоа се круцијални права гарантирани со Уставот на Република Македонија и со Европската конвенција за човекови права. Вие денеска не можете да говорите за не е доверба 2% и 3%, тоа е недоверба, тотално недоверба. Ја не знам како опаднаа во таква дупка и судовите и јавните обвинителства, граѓаните да едноставно немаат, ама тие сами се виновни за сето ова, затоа што се наполнија со послушници, некадарни извршители, со секоја чест на излучоци, меѓутоа
Она што се правеше и она што се уште се обидува да се прави, мислам не наидува на општо одобрување на она што кај граѓаните. Граѓаните знаат да реагираат, значи што граѓанинот е чувствителен на одговорност. Он бара правда и секако дека не наоѓајќи ја таа правда кај губи доверие во институциите на системот кои што треба да обезбедат таа правда, а не обезбедуваат. Денес актуелниот министер токму во тој правец. Актуелниот министер вели на еден настан судовите наместо да ги штитат, всушност ги повредуваат човековите права на граѓаните. Ова е зошто, меѓу другото, заради она што се нарекува разумен рок на судење. Во Македонија разумен рок на судење е мислена именка. Луѓе се влечат со години по судови, иако не би смеело така да биде. И сега дојдовме во ситуација кога клучната инстанца која што треба да ги штити човековите права, практично им ги загрозува со тоа што ги влече по судските хали со години. Како Да, точно го поставивте прашањето и мислам дека е едно од круцијалните прашања во кога говориме за сега за овој доменов на судската власт. Значи, едно од основните права на граѓанинот кога се работи за остварувањето на правата пред судовите и пред другите органи, али пред судовите сега говориме, кој е гарантирано и со Европската конвенција за човекови права, тоа е правото на судење во разумен рок. Правото на судење во разумот не подразбира судски постапки, кривични судски постапки за тешки кривични дела да траат по 10, 12, 13 години. Не подразбира одлучување по кривична пријава по 5 или предистражни действија кои траат по 3, 4 или 5 години. Затоа што законите тоа не го одобруваат. Значи, вие не можете да најдете подлога во ниеден закон или во Конвенцијата за човекови права судењето да трае 12-13 години, да се одложува 80-90 пати. Но оправдувањето, господин Ванески, секогаш го наоѓаат во пренатрупаноста со дела. Секогаш обяснувањето што да правиме, има 500.000 дела, има милион дела, тоа е. Немаме судии, немаме луѓе. Мислам дека е тоа само оправдување кое што нема основа, нема реална основа. Јас можам да ви кажам сега, не е за фалење, меѓутоа јас кога станав министер, бев избран за министер за правда, во судовите во Република Македонија имаше нерешени 980.000 предмети. Тоа е 1 милион речиси. Тоа е скоро 1 милион. Кога ми заврши мандатот, нерешени остана 114.000 предмети. Значи 9 пати помалку. Се решија на одреден начин, али се решија на одреден законит начин. И мислам дека сега овој фонд на предмети што го имаат судовите и јавните обвинителства треба да го извршуваат и во разумен рок и да го извршуваат законито и со совесно, стручно и одговорно. И еве само да ви кажам еден пример, каде кривичен предмет К број 3008/11 година, 85 пати одложен, 25 пати на судењето не оди јавен обвинител. Јавниот обвинител не оди 25 пати. Јавен обвинител не оди на судењето. Па какви оправдувања може да има јавниот обвинител 25 пати? 5 пати, 6 пати, сите се присутни, обвинетите, бранителите, сведоците, само не е присутен јавниот обвинител. И се одложува судењето поради јавниот обвинител. Ако е условно кажано тешко болен човек, јас тоа како јавен обвинител 27 години не можам да го разберам. Ја на таков обвинител, да ви кажам право, немам не доверие од 2%, него никакво доверие. И тој не треба да занимава со вакво. Зошто тој човек е јавен обвинител? И како знаете како го оправдува се наведува во списите. И бил едукатор во Академија за суди и обвинители. Или бил службено осуден. Како може јавен обвинител да не дојде на судење? Па тој јас не памтам 27. Па тоа е елементарна. Тоа е државата, значи на државата не дошла на судење. Државата која го тужи не дошла на судење, а сите се тука да го судат. И затоа тие постапки се влечат и траат и се девалвира и целата одговорност, затоа што неразбирливо е. Значи, да се одложуваат толку многу, замислете, ја странката или дали е обвинет или не е обвинет, да 80 пати се спрема, 80 ноќи пред да иде, се тресе, и така натаму, се тормози семејство, се озаваат нервози, а се трошат пари на адвокати. А законот
Европската конвенција гарантира и законот за кривичната поставка бара судење во разумен рок. Не го почитуваат тоа. Не се почитува. Уште една флоскула морам да кажам, која што денеска ја слушнав, флоскула, ајде можеби и не, ефикасниот правосуден систем не е еден од предусловите за борба против криминалот и корупцијата, туку е клучна предпоставка. Да. Во ред, убаво звучи. Така, Да, ефикасен да. правосуден систем е клучна предпоставка за да се борите со корупција и да ги заштитите човековите права. Меѓутоа Македонија не е ефикасен. Видите, Јас би рекол дури е антиефикасен, како свесно да работи против. Да, токму така. Значи еве денеска имаше некое советување или некоја конференција во врска со судските реформи. И сега вие можете да замислите ние да речеме во Македонија судски начело на Совет за судски реформи председателот на владата Зоран Заев. Што има врска председателот на владата Зоран Заев со судски реформи? Тоа никој никогаш не го свати. Што има, како може председател Пендаровски кој што предложи двајца стручни соработници за членови на судскиот совет, кои што не влегле во судница, не напишале ни една пресуда, не можат да почувствуваат што е тоа судење, а сега да одлучуваат за тоа одговорност на судија на Врховен суд или не знам ова. Практично приправници условно кажано стана одлучувач. Приправниците стана шефови, стана одлучувачки фактор. И како можете вие тоа да го оправдате? И кој може во сето тоа да има доверие? Или во јавно-обвинителскиот совет во септември 2023 година избрана една поранешна јавна обвинителка која од Јевгелија, која во 2009 година е разрешена поради нестручно и несовесно вршење на функцијата јавен обвинител во јавното обвинителство во Јевгелија. И сега таков член на Советот на обвинители ќе одлучува за совесното работење на судиите. А самата е разрешена заради тоа. Каква е ова, како да го наречам ова, клоуновска ситуација? Доаѓаме до многу абсурди. И јас кој што толку цел живот што се вика сум го посветил на тоа, јас не можам да ги разберам овие работи, затоа некогаш и моите реакции се во смисла на тоа дека чекајте луѓе, млади суди, млади обвинители, обука на суди во јака академија, 300 не знам колку советувања, опрема со компјутери, опрема со све, плати сега. Јас во мојот мандат донесов закон за плати на судија, закон за плати на јавни обвинители. Да се дигнаа платите, да се обезбеди судијата да биде самостоен, да не биде подложен. Меѓутоа видите што се случува сега. Не се суди да се разбереме сите такви, меѓутоа има инсталирано во судските и во британските институции од кадри од типот на онај Наневци, председателот на судот во Кавадарци кој што е нели разрешен, од типот на Иџет Мемети кој што беше заменик председател на Советот на јавни обвинители, или од типот на Даќевци и Ѓоргиевци кој што е фатен судија на Врховен суд, кој што е фатен за примање на мито. Тоа многу интересен е тој случај, интересен. Скандал од невидени размери, меѓутоа начинот на кој што беше заташкан, ќе кажем во наводници, уште повеќе фрапира. Човекот се договори практично да добие 3 години без судење, другиот господин Иџет Мемети се договори за условна казна и сите срекни и задоволни. Прилика така излезе. Да, па на Иџет Мемети уште само требаше да му дадат апанажа. Така малку сега на ова тема. Како е возможно? Меѓутоа јас лично да ви кажам браво, јас значи ова што значи овај случајот со Начи Ѓоргиев и Иџет Мемети? Тоа значи дека корупцијата е присутна во врвовите на судската и обвинителската власт, во Совет на јавни обвинители и во Врховен суд на Македонија. Меѓутоа, она што се случи после тоа, јас тоа не можам да го прифатам. Значи тој суд требаше тој случај требаше да заврши со судење пред граѓаните, да ги објасни, да се докаже нивната вина и да граѓаните видат дека оваа држава презема мерки да ги гони сторителите на казнени корупцијски дела во највисоките врвови на власта во името на граѓаните, а не се некоја спогодба таму каде што се спогодија Даќе Ѓоргиев 3 години затвор, а Иџет Мемети условна осуда. Зошто условна осуда? И
ова Иако не го злоупотреба. признаваше делото први. Иако, ама не се истражи делото, имаше одредени сознанија дека има контакти со други обвинители, кај има одредени влијанија и така натаму, тоа се забршоти. Меѓутоа, она што е, што се заборава или се заборава на наводници, дека у Законот за кривична постапка, кога се работи за спогодба, за признавање на вина и спогодување за казна, има една одредба во членот 495 од Законот за кривичната постапка, каде што судијата на претходната постапка, кога ќе добие таква предлог спогодба, може да ја одбие. Има право на тоа. Има право да ја одбие, а ако со оглед на околностите и доказите прибавени во предметот, не се оправдува изрекување на таква кривична санкција. Ево 495 во Законот за кривична постапка. Но судијата одлучил дека нема потреба ја такво не нешто. памтам некој судија да не одобрил. Има многу случаи. Сега ова добија еден замав невиден, дури 2200 пресуди се донесени во основа на признавање на вина, а и вакви случаи каде што некогаш се злоупотребуваа со спогодба, некогаш во почетокот во времето на она СЈО, кој што доби некакви апанажи тие обвинители и така натаму. Ќе проговориме и за тоа, меѓутоа каде што некогаш имаше случаи каде што беше изнудено тоа признание, да тоа судот е должен тоа да го провери, дали е доброволно или е изнудено, дали е со закана, дали е со приселба, а имаше такви одредени укажувања и во тој временски период. Меѓутоа треба да се направи една би рекол една анализа за тоа што се случува. Зошто се брзаше со тоа, господин Манек? Зошто се брзаше на таков начин да сега можеме ние да нагаѓаме, се разбира, меѓутоа па вие сте долго искусен. Не, јас мислам дека тој случај требаше да се искористи и тоа да биде, и ја мислам и граѓаните ова не го одобруваат. Сега и никој веќе не го памти. Ама друго е тоа, веќе никој не го памти за прва приказна. И сега кога ќе излезат пред суд, кога ќе излезат пред јавноста, затоа што нели јавноста го следи судењето. Така е. Кој ќе го тоа ќе влијае позитивно, не само на нив, ќе влијае позитивно на другите, ќе влијае позитивно и граѓаните. Да, се открија, меѓутоа државата постапува правилно, а вака една спогодба мршава, би рекол, една... Фактички, ова спогодба би можело да се свати како скандал еднаков на самиот криминал што беше направен, на подкупот. Па мислам дека долу сте близко до вистината ова констатирате, заради тоа што и ја самиот не можам да разберам зошто толку се брзаше. Одма се поднесе спогодба на 14 едниот 8, другиот на 15 одма предлог спогодба, одма се затвори случајот, да не се дига прашина, да не се шири. Меѓутоа не е тоа функцијата на ова спогодување на вина. Видовте какви гаранции има судијата на претходна постапка, заправо судијата го држи тој дрвениот чекар и удира на тоа дрвено перниче во името на граѓаните. И тој треба да каже дека ова е основано или не е основано. Ја не сум чул дека некоја спогодба е одбиена, затоа што се прифаќа едноставно. Предложи се прифаќа, предложи се прифаќа. И се во име на граѓаните. Се во име на граѓаните. Се во име на граѓаните. И затоа ова што сега се заговара и за судскиот совет, и за реформи, ама вистински реформи не Сега влеговте во таа тема. Да. И произлегува дека во целава приказна клучна улога има тој така наречен судски совет и така наречениот обвинителски совет. Што и да се случува некако во нашиот правосуден систем, овие два фактори некако излегуваат во прв план. За жал не подобро. Премиерот Христијан Мицкоски најави тамо драстични реформи, потоа нешто имаше критики, некакви совети од амбасадите, па некакви чекања, па сега повторно се најавува дека тамо дефинитивно мора да има некоја реформа и токму во тој момент се случува антикорупцијска комисија да излезе со најава дека ќе ги проверува одлуките на судскиот и на обвинителскиот совет за оној случај со постапката за новите членови на управните одбори на Академијата за суди и обвинители. Па мислам дека тоа е кулминација на едно самоволие, вака може да звучи грубо, меѓутоа ја немам поблаг збор за тоа. Значи претседател на совет на јавни обвинители или овој член на судски совет да биде предложен во Академија за суди, во управниот одбор на Академија за суди и обвинители. Тоа е недопуштено, тоа е недозволено во членот 53 од Законот за судовите.
Уредува го прашањето судијата кој е избран на судијата кој што е избран во судскиот совет или во друг орган, му мирува функцијата судија. Значи кога е именуван ој е само формална судија, ама суштински е член на судскиот совет. Така е. И сега нека си даде оставка од член на судскиот совет, нека остане како судија, член на Академија за судии и обвинители. Меѓутоа не може и член на судски совет и член на управен одбор на Академија. Ќе одлучува за приговори по ова, по она што има надлежности управниот одбор и како судија и како член на судскиот совет. И сега таму јас не го одобрувам тоа ни случајно, затоа што нити сум помислил некогаш такво нешто да биде вградено во Законот за судскиот совет. Во Законот за судскиот совет вградија една одредба за надоместок на членовите на управниот одбор на Академија за судии и обвинители, половина просечна плата исплатена во последните 3 месеци. Значи ти си судија си или член на судски совет, одиш на седница на управен одбор во работно време и уште државата да ти плати. Па претерано е, што е претерано, не. Навистина нашла убава форма. Ба стварно не е во ред. Не е во ред. И сега овие господа од судскиот совет велат дека постапиле законски кога номинирале своји членови во управниот одбор на Академијата, затоа што вели ако се тие спорни, велате да потенцирам како членови на Академијата, зошто тогаш не се спорни членовите од Врховниот суд? Врховни кои судии кои што така се дел од Академијата? Па ја мислам дека јас искрено после сите не знам какви критики, тоа најригорозни критики, дека и во тој судски совет, и во тој совет на јавни обвинители некои работи ќе трнат на подобро, меѓутоа еве сега што се случува. Уште сега и се бранат. Ова нема одбрана, ова господине Драган, нема одбрана. Меѓутоа тие излегуваат. Тие излегуваат и повеќе, колку повеќе излегуваат, толку повеќе се глават. Толку повеќе создаваат револт кај граѓаните, затоа што граѓанот може да свати, чекајте, што е, заре нема други суди или други обвинители, па мора баш тие да бидат избрани во управниот одбор на Академија за судии и обвинители. И да ви кажам право, кога ја спомнавме таа Академија за судии и обвинители, мене ми е многу жал. Значи таа Академија за судии и јавни обвинители која што некаде беше отворена во март 2006 година од тогашната влада на Бучковски, испија шампањ и затворија канцелариите таму, кој ги опреми УСАИД, некаде од Европската комисија, кој околу 2,5 милиони евра. И јас кога дојдов кога ми избраа за министер за правда, верувате, секој недела ми звонеа кога ќе почне да работи, И првата генерација се запиша во ноември. Јас сум избран некаде на крајот на август 2006 година за министер за правда. Многу брзо, затоа што првите кандидати што ги избравме, што ја посетува Академија за судии и обвинители, кога ја завршија, тогаш беше обуката 1 месец, кадри кои што беа избрани согласно најстроги критериуми. Сега ги избришаа таму, просекот 8 го избришаа. Па колку треба да има просек за да биде? 6,1. Па тој ништо. Секој што бил на факултет знае што е 6,1. Тој ништо. Тој одве да поминете, да. Зашто е избришан во 2018 година? Е избришан во измени и дополнување на Закон за судовите. Просекот 8 е избришан и избришано е познавање на англиски јазик, а таму стоеше во законот кој изменивме ние 2010-та. Јас го бранев тој закон во собранието, го изменивме заради тоа што сакавме во Академија да влезат најспособни и најстручни кадри, кој сепак тоа просек 8 гарантира дека кандидатот ќе има одредени... Да, тој минимум, добро. Минимум, како минимум. И дека го познава англискиот јазик, дека задолжително познавање на англискиот јазик. Како ќе влезат сега овие само ќе се допреми и на тоа овие сертификати што ги добиваат, како ќе влезе во правниот портал на Европската комисија да ги следи прописите европски. Ние каде одиме ние, не одиме ние назад, одиме напред. Правото се развива европската регулатива, треба да се следи и да се следат и регулативите други. Тоа е судијата, не е судијата статичен елемент или обвинителот. Земи, заврши премието, затвори го, одложи го и така натаму. Ако сме реални, господине Мањевски, ние имавме специјални уште ова да го кажам, значи првата генерација, тоа ми останало во сеќавање, затоа што јас ме повика кога беше завршниот испит, значи во една импровизирана судница, кај што импровизираа судење на перфектен англиски јазик.
Перфектен англиски јазик. Судија, обвинител, адвокат, Како што странка, треба, да. како што треба. А сега вика да познава. Што да познава, колку диде во ставопослуга да купи Да каже, дајте ми леп, да. А што да познава? А кој го проверува тоа да познава? Што да тоа друго е задолжително да го знае, да го докаже со сертификат од надлежна институција, TOEFL а или не кој даде. TOEFL, IELTS, а не овака сега. Ова сега затоа дојде во Академија за суди и обвинители да завишуваат кандидати со оваков просек и без ова совишена и деца, ако сме реално. и дека не се избираат кандидати од ако се примаат 60, не се избираат тие 60, него се избираше 265-тиот, 273-тиот, 218-тиот, Вистинските кои што добитници, кои што не ги исполниле ни критериумите во приемниот испит, нити не обезбедиле да влезат во таа квота од 60. А зошто ги бираат тие? И тоа од тогаш се отвори таа вратата и на купени испити, и на купени дипломи, и на кадри кои што успеаваат да се запишат со политички инструкции, со политички влијанија. На судството не му треба политички кадар, му треба стручен кадар, кој што ќе знае и англиски јазик, кој што ќе биде образован, кој што ќе има правна култура, кој што ќе знае правната регулатива и кој што ќе има совест и однос кон тоа дека тој е слуга на народот да ги остварува неговите права и слободи, да работи во името на државата и на народот, а не на оваков начин сега, каде што некои се работи се тотално изместени. Ја не можам да најдам ни соодветни зборови за тоа во која мера е пропадната состојбата. Ама ние мораме да имаме идеја за тоа како понатаму. Сите ги констатираме состојбите, ама како понатаму? Само сакам да кажам, Вака не може. Сакам да кажам, господин Маровски, ние дозволивме специјален јавен обвинител своевремено да стане на таа измислена тогаш функција една господја која што имаше просек 6,3, која што потоа се покажа дека има криминогено чувство и на крајот заврши во затвор. Иако своевремено беше најголемата надеж за спас на Македонија, Кейти. Да. Значи, сакам да кажам, тоа не е од сега, се провлекува со години наназад и дерогира системот постојано. И сега е дојдена очигледна кулминација. Меѓутоа прашањето е, и фактички вие завршивте, па јас сега само сакам да ве допрашам, каде е решението? Ова е најтешкото прашање. Знам дека не се одговара да кажете вака и вака. Меѓутоа, од негде мора да се почне. Еве, мислам дека сега председателот на премиерот Мицковски најави дека во текот на ова недела или наредната недела ќе почнат конкретни активности во врска со регулативата за судскиот совет и советот на јавни обвинители. Со она што значи допринос на стручниот на овој експертот од Хрватска, господинот Бранко Хорватин, кој го јас лично знам затоа што кога бев во Хрватска во посета на мојот колега министерот за правосудство и управа на Хрватска, бев на разговори со господинот Бранко Хорватин, еден исклучително ценет правник кој што беше тогаш председател на Врховниот суд и се надевам дека ќе даде он одредени свежи идеи за тоа како треба да се уредат состојбите во ова што е кочи. Па вие знаете, дадоат 60 препораки за судскиот совет. Како стигнаа 60 препораки да дадат за судскиот совет? Значи све она што е правено, значи многу работи што се правени, не се правени во согласност ни со постојниот закон. Јас една работа да ви кажам, господине Драган. Ве слушам. Македонија има добри закони. Тоа го констатира и во извештајот на Прибе. И јас имам разговарано со господинот Прибе после завршувањето на мандатот кога бе повикан на една средба со него. Меѓутоа проблемот е што законите не се спроведуваат. Не се спроведуваат законите. Која е пречката да не се спроведуваат законите? Политичките влијанија, политичките состојби во државата. Тоа јасно, како да постречиме тоа? Диктираат. И денеска слушам на ова средба што беше на тема на правните судските реформи, говорат за да се спроведат судските реформи треба да има политичка волја. Ма каква политичка волја? Не треба да има политичка волја. Волја значи нешто да направиш или да не направиш.
Ама овдека не се работи за вој, овде се работи за функционална одговорност на тој што носи функцијата. Вие знаете, од 2011 до 2013-14 година се сменија 8-9 министри за правда. Кој неколку месеца, кој една година и 2-3 месеца, кој една година и половина. Ниеден не истера мандат од 4 години. Ниеден. И како ќе ги поставите темелите сега вие? Истото што ми се случуваше во здравството, исто во здравство, ама правдата тоа не го трпи, тоа е. Правдата, правниот систем е најсложениот систем. Тој го диктира животот. Правното уредување на состојбите во државата значат остварувањето на она што е исконско човеково, право и правда. Значи, граѓаните можат да трпат и еднаш дневно да се хранат, меѓутоа не трпат правда. И правда никој не трпи. И затоа ова состојба во држава во која се сега ние најдовме. И затоа ние ги бараме овие решенија и мора да ги најдеме. Затоа што нема демократија, нема човекови права без правда, без правна држава, без владење на право нема ништо. Тоа ни го качува на глава и Брисел, ни го качува на глава и Вашингтон, меѓутоа ние никако да се соземеме, се надевам дека конечно ќе се отвори процесот. Ајде да позборуваме за измените на кривичниот законник. Сега има најава дека ќе се направи нови измени на кривичниот законник, со кои што ќе се поправат оние грешки, да не речам глупости од претходно, кога практично за злоупотреба на службена должност им се овозможи на луѓето што злоупотребиле да се излечат, најпросто кажам. Јас кога го спомнав ова измената на кривичниот законник, јас многу пати си го поставувам прашањето како можеше она заменик министер за правда Аврамовска да потпише предлог закон да го достави до владата, а не министерот. Тоа не може не е законски. Тоа не е дозволено во ниво ни согласно законот за влада, ни согласно законот за организација и работа на органите на државната управа. Затоа што заменик министерот за правда врши работи што ќе му ги довери министерот, а министерот не му ги довери. Не сакаше отворено, да. Ама не, човекот не сакаше тоа. И сега јас се чудам зошто не е победена постапка. Да се види што е тоа што стои за тоа, значи за злоупотреба на службена положба, за злоцорничко зложурие, да се намалат казните не 5 пати пати или да засадат толку кривични дела. Не можам тоа да го разберам. Давно се случи, господине Маневски. Јас го разбирам. И во сите извештаи. Било кој извештај за човекови права на Европска комисија, на било кој ќе дојде, сите ни солатпа. Сите ни го кажуваат измените во кривичниот законник, ви се катастрофа, ама никој не одговара за таа катастрофа. Еве сега гледате каква е состојбата, да речеме, со криминалот, ако погледнете структурата на криминалот во Македонија, вие ќе видите дека растат некои кривични дела многу голем број пораст има на некои кривични дела. Еве земете го само трговија со дрога. Ако во 2022 година имало 455 пресуди, во 2023 година има 749 пресуди. Тоа е 64% повеќе. Огромна разлика, да. Значи, тоа е огромна разлика. Значи, дрога развиена, каква сакаш, колку сакаш и кога сакаш можеш да купиш. Дали сакаш марихуана, сакаш кокаин, сакаш ова, тоа е јавна тајна. Ама видите колку е голем бројот. Или земете го бројот на насилство. 581 случај во 2023 година, наспроти 418 во 2022 година. Значи и насилството се зголемува. Ако ги погледнете податоците за овие кривични дела, што се од областа на корупцијата, ќе дојдете до едни фрапантни показатели. Ево, само земете го кривичното дело за јавни набавки, нели? Јавна тајна е. Нема јавна набавка без провизии, надуена не знам колку пати и така натаму. Меѓутоа, ако и погледате овие податоци, овие се од извештајот на јавното обвинителство на Македонија за 2023 година, овие не се измислени податоци. Апсолутно, да, значи овие во 2022 година никој не е казнен за ова дело. Никој. Тоа било одлично, значи. А во 2023 година 3 лица. 3 лица биле казани. 3 лица. А гледате какви тендери има сега за ова. Или земете во кривичното дело, она што е злоупотреба на службена положба. Во 2023 година има поднесено само 76 обвиненија, помалку отколку во 2022 година.
Зошто помалку од колку 2022 година? Предпоставувам многу рапидно се поправила состојбата. Многу се подобрила, страшно се подобрила. Или земете го ова давање на награда за противзаконито поседување или примање на награда за противзаконито поседување. Нула, ништо. Никој никогаш. Никој, ништо. За примање или давање на подкуп на една рака или на две раци, тешко да ги изброите случаевите. Мислам дека Зашто разговараме воопшто? Дека кога говориме ние да мора да говориме отворено, ние не можеме сега да бидеме слепи пред овие се фрапантни податоци. Нито мораме да го бараме решението како ќе ја спречиме дрогата. Какви казни се изрекуваат, што се превзема да се спречи, затоа што тоа навлегува во сите пори на животот. Во училиштата за жал влегува, во до секаде факултетите. создава зависници. Така И тие лица се навоѓаат, јас знам колку лица за правда, некаде околу 300 лица имаше во затворот Идризово, на кој секој ден тие дојдеа пред аптеката, кај амбулантата, да им дадат метадон. Да. И сака, мислам дека реално треба да гледаме на состојбите во тие. Не е добро да се замижува пред состојбите, тоа не води кон ништо добро. Една само конкретна работа, ако може. Зборувавме пред емисијата малку околу измените на кривичниот законник. Спомнавте хрватски паралела, условно кажано, со Хрватска, каде што застарувањето на делата, кој што кај нас е предвидено прилично брзо да оди за 2 години, за 3 години, постои начин да се промени. Да. Како во тој хрватски модел? Значи на оваа средба што ви ја спомнав со министерот за правда на Хрватска и председател тогаш на Врховниот суд господин Бранко Хорватин во Хрватска при мојата посета, значи они има еден голем проблем со тоа што има некаде околу 1,5 милион нерешени предмети, голем број предмети кои што им застаруваат затоа што нели таму има мали судови по острови и така натаму и да бара они решение. Знаете како најдоа решението? Во новиот закон за кривична постапка што го донесува, што се применува од 2013 година. Добро. Во одредбата од членот 86 од законот за казнената постапка на Република Хрватска, значи е предвидено дека ако пред да настапи застарување на казненото делење за одредено кривично дело се сменат роковите за застарелост, ќе се применат новите рокови за застарелост во изменетиот закон. Тоа значи кај нас роковите за застарелост се за 2/3 по-слаби отколку во Хрватска и Словенија. Во значи за овие дела до 1 година кај нас е 2 години и 2 години апсолутна застарелост. Таму не познаваат апсолутна релативна застарелост. Има еден рок за застарелост. Тој каму вика во рок од 6 години. А кај нас е 2 години или 4 години. Ако некој сака да го спроведе, е прилично ефективен систем. Само треба да се промени рокот. Јас веќе подготвив за еден таков закон, успеав да го анимирам, да така да кажам, да тој закон и со воведување на нови дела, значи во 96 година имаше во кривичниот законник кривично дело кршење на закон од страна на судија. Меѓутоа во кривичниот закон, казенскиот закон на Словенија, постои кривично дело кршење на закон од страна на судија. А ние го избришавме. Тоа е специфично кривично дело каде што треба да биде вградено во кривичниот законник и од превентивен карактер и се разбира и од она што треба да значи одговорност доколку дојде до непочитување на роковите на судскиот на деловникот, на законот за кривична постапка, на роковите за одложување така натаму, несоодветно постапување, неизготвување на актите. Значи судската постапка има одредени специфичности и они мислеа дека со бришењето на кривичното дело злоупотреба на закон од страна на судија или обвинител ќе се замени со злоупотреба на службената положба. Кој судија одговара за злоупотреба на службената положба? Никој. Ама меѓутоа ова за злоупотреба, за кршење на закон од страна на судија, веќе се врзувате вие за конкретни работи. И Србија го има во тоа кривично дело. Кршење на закон од страна на судија, јавен обвинител, и тоа треба да биде вградено во нашиот законник. Не како сега некоја закана, него како мерка, како брана. Да се знае, како, затоа мислам дека... Ајде кога сме во овој дел, вие неодамно објавивте една книга, зборувавме за неа минатиот пат кога бевте гости, неодамно ја објавите, поврзано со случајот Двојник, така?
оние фамозни лажни пасоши кои што беа издавани во времето на минатата власт за белосветски криминалци. Сериозна книга напишете, имате овдека покрај вас, се разбира, го објаснувате случајот во Детел, јас сум ја прочитал. Можна ли е ревизија на тој случај? Бидејќи тој помина на начин кој што така за многумина од нас беше сватен како изигрување на законот, затоа што беа казнети неколку лица кои што објективно може би учествувале во приказната, но секако не се кровниот елемент. Ова книга беше промовирана пред 1-2-3 недели од господинот Сотир Костов во Матица Македонска, издавачката куќа. И мислам дека поводи го доста голем интерес во јавноста, заради тоа што јавноста едноставно не може да свати, нити правната, нити граѓаните не може да сватат како може службеници, шалтерски, така да кажам, службеници од најнизок ранг да бидат виновници. Да бидат виновни, а да нема ниту еден виновен од хиерархијата структура на Министерството за внатрешни работи. Вршаа ли контрола? Како помина, не знам, таму 50 на 100 таму 218 пасоши се издадени. За луѓе кои што имаат дебело криминално досие. Меѓутоа, овие се сите кандидати со признавање на вина, и затоа пред малку рекол признавање на вина. А што признаа? Не признаа дека зеле пари? А самиот Оливер Спасовски во интервју еден ден после поднесувањето на кривичната пријава е поднесена на 7 април 2021 година, на 6 април, а на 7 април дава интервју кај Сашо Ордановски на Слободен печат, каде што говори зошто се издавани пасошите со лажен идентитет, одговара за пари сигурно и до 20.000 евра. Меѓутоа, тоа што се наведува, не се наведува во кривичната пријава, нити за тоа се тужи некој, нити од овие лица некој е задолжен 1 евро да врати на државата. Било поминало и тоа е тоа. Значи, овие ги дадаа онака, џабе, гратис. Како можеше, еве да речеме тој Ѓорѓе Велков на Седат Пекер, кој што 3 дена беше протеран од Македонија, прво го шета со придружба, па го протера, се врати, помина низ село Скопје, отиде во полициска станица во Драчево, го слика, доби пасош на име на Џадин Амедовски и си отиде од Македонија. Како можеше да влезе во полициска станица? Го легитимираа ли па ајде покушајте да влезете во полициска станица, не можете да ќе знаете, ве прашаат, дајте лична карта, да ви идентификуваат, кај одите, што барате. Овој го слика, го фотографира, го одобрува или така натаму, или овој како овој Фарук Буки кој што издава, или Денис Барути кој што издаваат пасос за лице кој што се бара со меѓународна потерница за тероризам, на лица што се бараат со меѓународна потерница за вооружен грабеж, за тешки сторители на најтешки кривични дела, како е минаа тие границата, како може и душе во овој самиот случај после година и пол дена се јавува и судијата што го судела случајот, каде што реагира. Зошто не се земени на одговорност раководните лица, организаторите на оваа работа? Зошто не се земени? Судијата кој што го суди ова, ама тој судија требало да ги слободи овие, затоа што таму не се наведува дека они нешто зеле, ништо не зеле. Они нити во обвинението, нити во пресудата се наведува. Но признале вина и да се заташка случајот, да се замачка. Меѓутоа, јас слушав и во едно интервју на господинот министер за внатрешни работи Тошковски, каде што најавува ревизија на овој случај и треба да се изврши ревизија, затоа што овој случај остава една темно петно. Јасно е, меѓутоа постои ли начин? Океј, најави министерот. Може. Постои ли начин, форма, правна со која што тоа ќе се изведе? Да, сигурно дека во случајот доказите кои што не се изведени, а требало да бидат изведени, значи, ако веќе самиот министер за внатрешни работи кажува дека еден сигурно до 20.000 евра, зошто судијата не изведе такви докази? Зошто и покрај тоа еден друг сведок во Белград
Срđan Лилич пред специјалниот суд во Белград тврди дека однел еден македонски пасош со лажен идентитет на едно лице од Земун и за тој пасош тоа лице платило 30.000 евра. Да. Значи каде отидоа од 4,5 до 6,5 милиони евра за издавањето на пасоши со лажен идентитет. Значи издадени се пасоши со лажен идентитет, лажни лични карти на едно лице, Нарпил Терио, значи му се издадени на негово име 3 пати. Значи со пасош, со возачка дозвола и лична карта. Лична карта. Совршено? Совршено. Човекот си се обезбедил со документи и така натаму ДЦА. Меѓутоа, ако има нови докази, меѓутоа за возачка дозвола него ни тужи обвинител, па со едно дело возачка дозвола, голема работа. Нека вози човекот. Голема, нека вози но човекот. ако има нови докази, ако има Тоа се е нови докази, наведено, тоа тогаш се детално е обработено. Тогаш би можело таа ревизија да доведе да ги изведе доказите. Така е. А не ова признавање на вина и ги замачка случајот. Така да и сега кога се врши одредено влијание врз дали обвинител, дали во суд, од не знам од какви причини, не можете вие да очекувате правда и правичност. И еве сега слушаме некои изјави каде што за оние така да кажам бонуси што ги зедоа тие обвинители од тоа. Тоа ми беше практично последно прашање за вечерва, со оглед на тоа дека времето ни истекува. Навистина јас го актуализирав тој случај пред 2 дена во емисијата, бидејќи навистина ми се види интересно. Донесена е одлука дека нема повредување на законот со тоа што своевремено лицата од СЈО и обвинителите и вработените нивни подредените зеле еден куп пари во вид на бонуси, во вид на награди. Потоа имаме жалба на тој случај, доаѓа во висшето обвинителство, каде што господинот Хајрулахи му го предава на еден од своите чиновници кој што треба да го разгледа обвинител, за потоа да дојде до случајот до господинот Коцевски, кој што според Хајрулахи му врши притисок никако тоа да не го прават, односно да не излезе ВМРО ДПМН никако оштетено. За целава работа сега да заврши со некаква инспекција во висшето обвинителство, токму во моментот кога ова обвинителство се занимава со предметот. Една каша попара вака на изглед, меѓутоа останува фактот дека луѓето си земаа еден том пари, наши пари, значи не се тие добиени од УСАИД, од американските граѓани пари им простиме, или од некој богаташ наш филантроп што рекол ќе ви дадам пари по живојот, туку наши граѓани, наши пари им се поделени околу 4 милиони евра. Па да ви кажам право, јас од самиот почеток, уште пред не знам колку години беше тоа, кога се дозна дека зеле толкави бонуси, толку милиони потрошени пари, некои по 150, 147.000, 125.000, 90.000 евра и така натаму, бонуси, награди. Награди во изnos од еден стан во Скопје. Ма треба да ги вратат тие пари да одговараат за тоа нема никаква основа правна. Како може да се товари државата со толку многу пари обвинители кои со тоа специјално обвинителство, видите што направија на крајот на книжата. Но одлучи дека нема. И сега не смее никој да врши притисок за тоа кој надлежниот обвинител кој што треба да одлучува тоа, дали ќе внимава или не ќе внимава при тоа како ќе одлучи, што ќе одлучи за тие бонуси. За тие бонуси, тие што ги зедоа тие бонуси, прво треба да ги вратат на државата и второ, тие што возможија да ги земат тие бонуси да одговараат за тоа. Како може? Јас сум бил обвинител, ба какви бонуси, какви ѓавол немало, ништо немало, дури ни трошоците. Јас сум како обвинител окружен, сум спиел и не само ја, него сите колеги дежурни во затворот во Шутово Ризари понеделник дена без никаква награда. Таму дежуравме, да можеме да бидеме компактни, да можеме да бидеме мобилни, да при секоја евентуално потреба од излегување да одма излеземе и така натаму. Никакви на сега 140.000 евра бонуси, какви тоа е плячка, Дел од вработените земали исто така сериозни пари, бонуси по 20.000 евра наводно и повеќе. Па тоа се расураше на големо. Тоа СЈО беше во фокусот беше полно пари, растуран сите страни, а резултатите ги видовме од тоа СЈО. Но зошто од сето ова се чини дека некој натаму сака да заштити таа приказна?
Па никој не смее да ги заштити. Сака да ги заштити. Но овој случај мириса на тоа. Затоа некогаш мириса на тоа, затоа што некогаш некој сака да сами да се заштити. Или самиот тој или некој други кој што сака да ги заштити или сака да заштити евентуално некоја штета од предизвикана од таа катастрофална состојба со кршење на законот. Толку пари да се земат од народот, обвинители специјални кои што видовме како и што направија. Па крајот беше ужасен. Тоа беше катастроф. Крах, срам за државата, специјални обвинители таму да се занимаваат со корупција и така натаму, да овој бидат осудени. И тоа каде што народот, не народот, него ево и си на одреден начин измамија и меѓународни представници, каде што имаа полно доверие, меѓутоа се разочара. Значи, толку беше на тоа СЈО бонусите, некои случаеви кои што ги издадува, некои кои што ги изнатера на одговорност и во тоа специјално обвинителство, како што е случајот со 27 април, на лицата кои што се осудени за дело кој што апсолутно не постои. И тие ли обвинители треба да ги наградиме со овакви бонуси или со овакви При тоа беше вршен стравичен притисок уцени, што е јавна тајна исто така. Тоа е катастрофа, тоа не е правда, тоа е овој отимање од народот, отимање на пари од народот. А народот е многу чувствителен на сето ова, затоа што народот страда на одреден начин, народот правда бара, а не бара да се богатат тие некои обвинители таму покрај тоа што ги запишаа и синови, ќерки во академија за суди и обвинители. Значи, господине Милосавлjević, нема крај му нема на ова. Колку многу што се сторени, ама тоа мора да го исправиме и јас се надевам дека постои волја за такво нешто. Јас се надевам дека ќе се преземат сите мерки еднакво према сите, без никаков ислучок. Теко што го кршил законот да одговара, значи да јакне институционалната и функционалната одговорност на институцијата во која ја представуваш и на функцијата која ја вршиш. Само тогај може да има правда. А ако ние го толерираме, институцијата не ги врши функциите, некои голчиња, фудбалски и така натаму, и затоа ние ќе имаме сега лажни пасоши, лажни возачки дозволи, лажни сообраќајни дозволи, лажни сертификати, судења кои што траат по десетина години. И како ние понатаму? Како до сега. Како до сега, не како до сега. Тоа како до сега готово, заврши. И затоа се тие реакции. Ајде побогу. Па дунеска срамно се говори за некакви избори сега. 5 месеца се говори за избори. И избори на 8 април 28 година. И тоа на секој да му биде јасно. А до тогај прегнување со сите сили да се надмине ова и да јакне економијата, и да јакне правдата, и да јакне здравството. Случаевите, значи не ги спомнувам онкологија, здравство спомнувам, ме асоцира на онкологија, докаде е тој случај, докаде е судењето, овие модуларна во болница 3 пати се одлага, ева 5 години ќе направи. Никој не презема одговорност. Она Беса Транс или не знам кој или она фондот за криминалниот фонд, не фонд за иновации, каде што 3 милиона и 200.000 евра се дадени за фантомски проекти, или судењето на ова директорката поранешна Димова, која што трае век 5-та година ќе фати, уште не се пресудува. За магарињата, да. За магарињата. Тренираните магариња. Со виса тие тренирани магариња, ама судот не го завршил уште предметот. Стално се одлага, до кога ќе се одлага? Јас се надевам дека сте во право, дека работите конечно ќе трнат во поинаков правец и правдата веројатно не може во целост да биде задоволена, но да трне, велам, во процесот, па да видиме до каде ќе стигнем. Господин Михајло Манаски, благодарам за вечерашното гостување. Да, благодарам многу, се надевам дека на граѓаните им дадовме одредени информации и ги задоволивме, ќе го задоволиме нивниот интерес за тоа што треба да значи што е состојбата, каква е состојбата и што треба понатаму да се презема, затоа што во ваква состојба никој не сака да живее. Во ваква правна состојба, во ваква правно непочитување и во вакво не владење на право, него владење на одреден начин, на одредени незаконитости кои што се побројни, а треба тоа да се тоа сузбива. Благодарам уште еднаш што ми дадовте можност да се искажам. Да.
Почитувани гледачи, ето тоа беше се за вечера. Морам да признам, многу информации ни даде господинот Михајло Маневски. Вреди да се размисли околу се тоа. Навистина правото и правдината немаат цена и мора да се бориме за нивно востоличување конечно во Македонија. Утре во 15 часот репризното издание на оваа емисија. Јас ќе закажувам нова средба со мене и со нови гости во понеделник во 22:30. До тогаш пријатно.